Чувствата на премиерот Христијан Мицкоски ги поклопија правото, уставот и правната држава. Најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото ја разоткрива суровата вистина за Македонија под власта на ВМРО-ОКГ. Нема реформи, корупцијата е широко распространета, а судството и обвинителството се изложени на политички притисоци. Брисел директно алармира дека изјавите на представници на власта, вклучително и на премиерот, создаваат притисок врз независноста на правосудниот систем и ја загрозуваат поделбата на власта. Клучните наоди се јасни. Високи владини функционери водат јавни кампањи за дискредитација на суди и обвинители со цел да ги замолчат и да ги претворат во партиски послушници. Измените на кривичниот законник повторно отвараат опасен простор за неказливост и заштита на криминалот. Корупцијата останува широко распространета, а сомнежите за проблематични тендери се множат. Истовремено, буџетот за правосудството за 2025 година е намален за 4,3%, со што судовите се туркаат во уште поголема финансиска зависност. Ова е европската диагноза за заробеното правосудство под власта на ВМРО-ОКГ и потврда за се што СДСМ го говори со месеци. Нема реформи, нема независно судство, нема правда. Има политички притисоци, контролирано правосудство и обид за заштита на криминалот и продолжување на неказнивоста. Затоа ВМРО-ОКГ намерно го кочи пристапувањето кон Европската Унија. Европската интеграција значи посилни механизми за контрола, независни институции и вистинска борба против корупцијата. Токму од тоа се плаши Мицкоски. Од систем во кој законите ќе важат за сите и во кој секој што сторил криминал ќе одговара. Извештајот од Брисел е црвен картон за Мицкоски и неговата власт. Со организирана криминална група нема правна држава. Има партиска држава во која чувствата на премиерот се поставени над уставот и законите.